Министр, едно прашање ако може за вас. Ние сме од Берово. Да ни кажете, еве на 27 јуни бевте во посета на нашиот град и истакнавте дека во текстот со мешовитата комисија каде што се работи за отварање на граничниот премин Клепало, докаде се и работите, еве со последните поплави, патот е таму и пропаднат, исто така и тука во Равна река. Дали имате на план нешто во најскоро време? Па е вака, јас и тогаш потенцирав дека ние разговаравме со министерот за регионален развој на Бугарија, под кој што спаѓа патната инфраструктура во Бугарија, дека на потек е бугарската страна да влезе во реализација на таа делница од некаде 13 километри. Тие тогаш ми информираа дека се работи на сите студии за заштита на животната средина и после тоа веќе ќе влезат во реализација на овој патен правец, пошто кога ќе имаат веќе реализиран патен правец, ние паралелно со тоа ќе работиме и на отворање на граничните премини. Има мешовита комисија која што се води во Министерството за транспорт и врски и Министерството за надворешни работи со цел координација со Република Бугарија во делот на граничниот премин. Од тој аспект сакам да потенцирам дека и бугарската страна е подготвена да реализира и свој граничен премин од страната на Бугарија, со што ние сме во понапредна фаза во овој дел и ги следиме состојбите, подготвени сме да веднаш по започнувањето на инфраструктурата од страна на Бугарија и ние ги направиме сите завршни реконструкции и рехабилитации на нашиот дел, за да влеземе во конечно отворање на овој граничен премин. Јас би сакал да потенцирам дека е многу значаен овој граничен премин за целиот регион и апсолутно ја даваме поддршката и работиме заеднички, бидејќи тоа е проект кој што е проект на две држави, мора меѓународно да се решава. Таму сега се во постапка, односно во процес новите избори, по изборот на новата влада, сега ги продолжиме со работка со бугарската страна, со цел да направиме уште еден граничен премин, поврзување за граѓаните и развој на овој регион и Берово и Пекчево и сите останати населени места.